Тоа што веќе председателските избори отпочна од 1 февруари, односно почетокот, за кој датум веќе се врзани и сите рокови кои што течат и ќе завршат нормално до денот на одржување на изборите председателски на 13 април 2014 година. Сега во истиот период, ево условно после 2-3 дена, ако се распишат избори за предвремени парламентарни, ќе течат нови рокови. Значи имаме паралелно течење на рокови со различен старт на роковите за едните и за другите избори. Како за мене дискутабилно и непознаница е како ќе оди решавањето на прашањето околу поклопувањето на терминот на одење на изборна на течење на изборната кампања кај предвремените парламентарни избори, односно во исто време молкот што ќе се јави кај председателските избори. Второ прашање кое би се поставило како дискутабилно е она медиумското представување, што би значило од денот на распишувањето на изборите до почетокот на изборната кампања, медиумите не смеат да вршат рекламирање, освен да дадат огласи или соопштенија кои што се врзани за во тој дел, да речем, собирање на потписите и за пријавување на јавниот увид на избирачкиот список. Кога би се распишале парламентарните избори, значи од распишувањето на парламентарните избори до 6-4, кога е отприлика 6 или 7, зависи, 4 ден кога почнува и изборната кампања за овие избори, тогаш медиумите не ќе смеат да вршат рекламирање, што значи за председателските избори кои се во ек на изборна кампања, ќе треба да има застој во тој дел на рекламирање на кандидатите, така да ето и тука имаме едно судрување на интересите од едните во другите другиот тип на избори. Јавниот увид е и текако значајна категорија во изборниот процес, во кој што граѓаните им се овозможува да извршат јавен увид во избирачките списоци, да дадат своји забелешки за нови запишувања, за бришења, за евентуални други измени. Овие 2-3 дена е просторот кај што може да се интервенира евентуално за измена или дополнување на изборниот законник. Тоа може да го сторат нормално владата и Министерството за правда, додека не се само распуштил парламентот. Се понатака што би се случувало, би одело, и јас така мислам, на еден, дај Боже да има политички компромис за решавање на ваквите прашања, а ние како ДИК не можеме ниту да сугерираме, ниту да даваме или да бараме да дојде до промени или до измени, то секако дека го имаат предвид и владата, и Министерството за правда, и накрај и собранието кој што ќе предложат ваков тип на избори. Како ќе успееме да
сето ова го избалансираме, ќе оставиме да видиме што ќе каже времето.